Во денешното издание на Дневникот на ТВМ ќе гледате. Промовирано аудио CD со малку познати детали од животот на Григор Прличев. Мировниот корпус бара нови волонтери. Наставниците од основните училишта на обука за прва помош. Охрид ке субвенционира ефтини авиолетови. Путин вети безбедни олимписки игри. Американците предупредуваат од бомби во авионите кои летаат кон Русија. Подетално за најавените содржини во Дневникот кој следува по ТВМ Метео. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид времето беше облачно со врнежи од дожд, измерен беше воздушен притисок од 1015 хектопаскали и дуваше умерен ветер од источен правец. Максималната дневна температура на воздухот достигна до 6 степен Целзиусов. Во петок облачно со врнежи од дожд и ветровито ќе биде во западна, северозападна и северна Европа, областа на Алпите и Апенинскиот полуостров. Врнежи од снег ќе има на Алпите и во Скандинавија. Најстудени европски главни градови ќе бидат Москва и Киев со температури од 2 степени, а најтопли Атина и Лисабон со 15 степени. На Балканот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и ветровито. Понекаде ќе има појава на магла која ќе се задржи во поголемиот дел од денот. Засилен ветер ќе дува во Јадранско и Јонско море. Дневните температури ќе се движат од 6 до 13 степени. Утре во Македонија во утринските часови ќе има појава на магла која ќе се задржи и предпладне, а во текот на денот ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб јужен и југоисточен ветер, а во западните предели на земјата ќе дува умерен југозападен ветер. Утринските температури од 0 до 5 степени, а дневните ќе се движат од 3 до 10 степени. Во Скопје во утринските часови ќе има појава на магла која ќе се задржи и предпладне, а попладне ќе има услови за повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Утринската температура од 3 степени, а дневната ќе достигне до 7 степен. Во петок во Охрид во утринските часови ќе има појава на магла која ќе се задржи и предпладне. Попладне ќе има услови за повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб југозападен ветер. Утринската температура од 2 степени, а дневната ќе достигне до 6 степен. Во Охрид во наредните 3 дена не очекува умерено облачно време. Во недела можни се врнежи од слаб дожд, а во понеделник повторно умерено облачно време. Утринските температури ќе достигнат до 4 степен, а максималните дневни температури на воздухот ќе го достигнат 11 степен Целзиусов. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести, јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Стоп шоп акција. Портокал 22 денари за килограм, морков 12 денари за килограм, чоколадо Галеб цел лешник 200 грама 49 денари. Пазарете во Стоп шоп, зашто со секоја сметка над 999 денари добивате подарок Маги зачин. Стоп шоп, гледај да ти се исплати. Бебе бонус во аптека Зегин. Пополнете прашалник во нашата аптека и сите бебиња до 3-месечна возраст добиваат специјален попуст на дел од производите и препаратите за нив. Зегин, ваша семејна аптека. Зегин, аптекарски бисер на Македонија.
Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Со традиционалната Прличева визита и аудио CD за животот и делото на Григор Прличев, денес му беше оддадена почит на поетот великан. Беше одржана и литературна беседа во чест на Прличев од страна на Друштвото на писатели од Охрид, а цвеќе пред бистата на поетот положи и правнуката на Прличев, Олга Прличева. Националната установа Библиотека Григор Прличев денес со еден свој несекојдневен проект му укажа достојна почит на големиот великан на охридската, македонската и светската литература Григор Прличев. Во рамките на одбележувањето на 6 февруари беше промовирано аудио CD на кое се запишани досега малку познати детали од животот на Прличев, се до објавувањето на неговата монументална поема Сердарот. CD-то е многу квалитетно изработено, изработувач беше господинот Славчо Спростран и веднаш штом се нафати да го направи, да го изработи ова CD, јас бев сигурна дека ќе добијаме квалитетен производ. CD-то не е во еден примерок, го има во доволно голем број примероци, што значи дека истото ќе биде технички обработено, ќе биде внесено во Кубис систем и нашите читатели веќе од утре ќе може да го изнемуваат. После презентацијата на ова аудио CD беше одржана и традиционалната охридска визита на која присуствува истакнати луѓе од општествениот, културниот и политичкиот живот во градов. Во рамките на чествувањата на Прличев беше одржана и литературна беседа пред бистата во дворот на библиотеката Григор Прличев, каде беа положени ловоров венец и свежо цвеќе од повеќе представници од локалната самоуправа, од Друштвото на писатели од Охрид, а дел од целата манифестација беше и правнуката на Прличев, Олга Прличева. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски најави дека наредната недела треба да биде објавен тендер за субвенционирани авиолетови од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Станува збор за проект кој градските власти долго време го најавуваат. Тоа за почеток се однесува за летовите до Северна Италија, Цирих, Виена и Љубљана. Доколку добиеме зелено светло од антикорупцијска комисија, со оглед на тоа што сега веќе велигуваме во еден изборен период, и доколку добиеме зелено светло во текот на наредната недела ќе биде објавен тендер за субвенционирање на летови. И се надевам дека авиокомпаниите кои што пројавија интерес во изминатиот период од неколку месеци, со кои што разговаравме за воспоставување на редовни авиолинии од Охридскиот аеродром, ќе покажат интерес да се јават на овој оглас и секако најповолниот понудувач ќе почне, според мене, да оперира со ваквите летови веќе од мај или јуни оваа година. Наставниот кадар од основните училишта од градов на обука за укажување прва помош. Обуките кои ги спроведува Црвениот крст од Охрид се токму на иницијатива на наставниците. Велат дека е добро да се знае како да се реагира во ситуации кога треба да се укаже прва помош. Обуките за прва помош траат 3 дена и се одржуваат во просториите на Црвен крст. Наставниците од основните училишта од градов се обучуваат за укажување на прва помош. Обуките ги спроведува Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, а самите курсеви се организираат на иницијатива токму на наставниците. Освен теоретската обука, тие имаат можност и практично да укажуваат прва помош, но и да ги погледнат едукативните видеа изработени од страна на Црвениот крст од Охрид. Наставниците на овие обуки имаат можност да се запознаат со најчестите повреди и здравствени состојби кои може да се случат во секојдневниот живот. Според наставниците кои што учествуваат на курсевите, тие за нив се од големо значење. Имајќи во предвид дека работиме во средина со многу деца, подложни секој ден на секакви ризици, одлучивме така да малку повеќе да се обучиме и да знаеме како да реагираме во ситуации кои што не затекнуваат на работното место, па и домот и насекаде. Инаку денес е втор ден од нашата обука, каде што малку повеќе практично работевме. Тренерите се извонредни, условите за работа исто така и мислам дека искуствата стекнати на оваа обука ќе ни бидат од големо значење понатаму. Од Црвениот крст велат дека веќе имаат искуство со спроведување на вакви курсеви, бидејќи тие се спроведувале и минатата година во сите охридски училишта. Во текот на овие 12 часа или овие 3 дена, наставниот кадар, односно учесниците на курсот, ќе имаат можност да се запознаат со сите специјални повреди кои
постои веројатност да се случат во реална ситуација, како почнувајќи од епилепсија, средба со дијабет, односно лице кое страда од дијабет, како да се укаже кај него прва помош, доколку би се случило нешто анафилактичен шок, мозочен удар, срцев удар, ангина пекторис. За сите овие повреди, да не ги набројувам сите, постојат видеа, постојат документирани материјали, така да ќе им бидат навистина доближани. Инаку ова е веќе втора година како се спроведуваат вакви обуки за укажување на прва помош, а досега биле обучени околу 120 наставници од сите училишта од градов. Информативни регионални средби на Мировниот корпус на Соединетите Американски држави. Денес во општина Охрид, вработените во Мировниот корпус Македонија и волонтерите споделија информации за нивната работа како дел од глобалното семејство на Мировен корпус на САД. Нов повик за волонтери. Мировниот корпус како владина американска агенција денес во Охрид одржа презентација со која на сите наставници, заинтересирани училишта, невладини организации и околните општини им понуди можност да дознаат како треба да аплицираат за волонтер. Линдита Реджепи, која во Мировниот корпус е ангажирана како асистент за програма и обука, ги појасни програмите по кои што делуваат волонтерите, односно американците кои во Македонија доаѓаат на волонтерска основа. Мировен корпус во Македонија има две програми. Едната програма е за развој на наставата по англиски, напредување на наставата по англиски јазик, додека втората програма е развој на заедниците каде што општините и невладините организации се опфатени. Во нас на втората цел на Мировен корпус како организација е размината на културата, односно запознавање на американците околу македонската култура, начинот на живење и споделување на истата која ќе се вратат во Америка. Тоа води кон третата цел кој што се фактички првите амбасадори кои што кога се враќаат во Македонија во Америка ја споделуваат јазикот кој што го учат и го доста го совладуваат добро. Исто така и споделување на самиот начин на живот кој што го научеле во текот на 2-годишната служба во Македонија. Во Црвениот крст на Охрид тековно и годинава работи волонтер на Мировниот корпус. Мимоза Ставрева нагласи дека имаат позитивно искуство со волонтерите кои доаѓаат од Америка, како и тоа дека истите се вклучени во речиси сите проекти на Црвениот крст. Имаме обуки за млади лидери досега, имаме доста актуелен и многу интересен час за приказни на англиски јазик за деца на возраст од 4 до 7 години, кој што е веќе 5-та година се реализира кај нас. Меѓутоа, волонтерите се вклучени во сите области на нашето работење и можам тековно и да го најавам и е во тек проектот Мајки, значи сосема друга област, здравство, прва помош и така натаму. Мировниот корпус во Македонија на покана од македонската влада е присутен повеќе од 18 години. Волонтерите доаѓаат во земјава со цел да разменат знаења, да споделат американската култура и да научат за културите на луѓето во Македонија. Живеат во семејства, домаќини, а работат во општините, во граѓанскиот сектор или во основните и средни училишта. Продолжуваат акциските контроли на Охридската полициска станица за безбедност во патниот сообраќај. Во текот на викендов од вкупно 65 алкотестирани возачи, затегнати се 2 лица кои управувале патничко моторно возило под дејство на алкохол. По тие основи сообраќајната полиција ги исклучи од натамошен сообраќај, одзеде 2 возачки дозволи и издаде исто толку платни налози. Викендов акциската контрола беше насочена и кон прекршоците што ги чинат пешаците. Вкупно 7 пешаци покажале непочитување на светлосните знаци и знаците на сообраќајниот полицаец, а исто толку биле затекнати во преминување на коловозот надвор од обележаниот пешачки премин. Денес Охридската полициска станица за безбедност во патниот сообраќај врши контрола и презема мерки кон неправилно паркираните патнички моторни возила во градов. Нина Балабан е најдобар спортист на општина Охрид за 2013 година. На Балабан, членка на стрелачкиот клуб Охрид и државен првак на Македонија во стрелашко друштво и права тенисерката Тања Стојановска на второ место и боксерот Бојан Ристевски трето место. Еве ги најуспешните во останатите категории.
За најперспективни млади спортисти се избрани Јован Јовановски велосипедизам, Христијан Кузмановски кошарка, Анастазија Паскали веслање, Филип Стојановски фудбал, Александар Ѓорѓиевски фудбал, Мартин Гоџовски стрелаштво, Ане Спировски кајак, Новица Велјановски велосипедизам, Бојан Танески риболов, Мартина Петреска карате. Најуспешен тренер е Валентина Гоџовска стрелаштво, најуспешен спортски работник Поповски Цветко стрелаштво, најуспешен тренер за работа со млади спортисти Агрон Мерко Гони во фудбал. Најуспешни клубови се стрелачкиот клуб Охрид и женскиот фудбалски клуб Билјанин Извори 2010. Признанието за најдобар спортски настан во 2013 година оди кај Дриличарската федерација на Македонија. Признание за посебни заслуги и презентација на пливачките спортови со меѓународни резултати ќе доби Александар Маленко. На Ристе Савин и Кире Заров ќе им бидат доделени признанија за животно дело. По дневникот, почитувани гледачи, ќе имате можност да проследите ново издание на емисијата Под лупа. Кој е вечерашниот гостин, ќе ни открие Леонела Јаковлева. Благодарам, Лела. Подготвени за новото издание на емисијата Под лупа и веднаш ќе го откријам вечерашниот мој гостин, а и гостинот на сите гледачи на оваа емисија. Тој е господинот Сашо Коруновски, актуелниот, а и новиот декан на Факултетот за туризам и угостителство. На господинот Коруновски по втор пат му е доделена ова, да речам, должност и една вистинска борба, би рекла, во наредниот мандат да покаже и докаже што уште може да се направи ново во Факултетот за туризам и угостителство. Почитувани, гледајте не, 17:30 веднаш после дневникот. И сега следуваат вестите од светот. Денеска во Сочи почнаа првите спортски настани на зимските олимписки игри пред утрешното свечено отворање. Председателот Владимир Путин оцени дека Русија е целосно подготвена да биде домаќин на игрите. Русија ги повика учесниците во сите вооружени конфликти во светот да објават олимписко примирие во периодот на Олимпијадата. Владата на САД пак предупреди од можни напади врз авиони кои ќе летаат директно кон Сочи. Според последните сознанија на американските тајни служби постоела можност терористи незабележително да прокриумчарат составни деловни за експлозиви во туби од паста за заби или во други козметички шишиња и за време на летот тоа да направат бомба, се вели во предупредувањето на Американското министерство за заштита на татковината. Руските сили за безбедност се во состојба на готовност по заканите од исламистичките екстремисти од Северно-Кавказскиот регион. На игрите ќе бидат ангажирани околу 100.000 полицајци, војници и агенти на тајните служби. Турскиот парламент доцна синоќа го усвои оспоруваниот предлог закон што ја засилува контролата врз интернетот. Измените во законот за регулирање на интернетот даваат овластување на државниот орган за регулирање на телекомуникациите да блокира интернет страница без одлука на правосудните органи, доколку процени дека содржи информации што го засегаат приватниот живот или се оценети како дискриминаторски или навредливи. Турската агенција за телекомуникации исто така ќе може да ја следи и активноста на социјалните мрежи. Многу турски и меѓународни невладини организации изразија загриженост дека новиот закон крие ризици за нарушување на слободата на говорот. Доколку председателот Хамид Карзаи го потпише новиот закон за кривична постапка, на мажите во Авганистан ќе им биде дозволено да бидат насилни врз своите сопруги, децата и сестрите без страф од судско гонење. Со новите закони авганистанските власти ќе ги замолчат и жртвите и потенцијалните сведоци на насилството. Ќе биде невозможно некој да биде осуден поради насилна венчавка, трговија со женски деца или убиство од чест, чии вршители се татковци или браќа кои не го одобруваат однесувањето на своите ќерки или сестри. Активистите за човекови права предупредуваат дека 90% од афганистанките се жртви на физичко, сексуално и психолошко насилство и бараат председателот Карзаи да стави вето на законот. Во спротивно Авганистан и официјално ќе се претвори во пекол за жените и девојчињата. Европските законодавци побараа воведување санкции против украински официјални представници кои имаат удел во насилството врз демонстрантите во Украина. Во необврзувачката резолуција која ја донесе Европскиот парламент се нагласува потребата од воведување забрана за патување, замрзнување на имотите и бизнисите на одговорните украинци.
Во текстот се поддржува и етаблирање постојана мисија на Европскиот парламент во Украина, која треба да помогне во смирувањето на тензиите и отварањето диалог. Од председателот Виктор Јануковиќ се бара ослободување на сите политички затвореници, вклучувајќи ја и екс-премиерката Јулија Тимошенко. Во Сочи пристигнаа и олимписките медали. Колекцијата од златни, сребрени и бронзени медали беше представена од извршниот директор за подготовка на медалите Андреј Сидоренко, потоа од олимписката шампионка во брзо лизгање Светлана Зурова и шампионот во уметничко лизгање Алексеј Јагудин. Дизајнот на медалите е типичен руски, односно вклучува 28 традиционални ракотворби кои ја карактеризираат големината и убавината на руската душа, изјави Јагудин. Изработени се 1300 парчиња, што представува рекорден број медали за една олимпијада. Со ова информација го завршуваме првиот дневник на ТВМ, вториот е во 22. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.